Професоре, ќе зборуваме за формирањето на владата, за предизвиците и она што може да не очекува во нели оваква реорганизирана влада. Моето прво прашање е кој е вашиот став за реорганизацијата на владиниот состав? Дали реорганизацијата на владините ресори ги отсликува реалните потреби кои што ние ги имаме како земја или е резултат на компромиси, пазарења меѓу политичките партии, што е исто така една слика која што имаме во нашиот политичко уредување? Видете, ова прашање може да го гледаме од два аспекта. Политичкиот аспект е оној кој што победил, легитимно е да земе да направи влада или да има ресори со кои ќе мисли дека ќе исполни својата програма, своите програмски задачи што ги имал затоа и ги добил изборите. Тоа е легитимно. Но има едно стручно прашање, тоа е дали Македонија како земја во транзиција, 32 години, кои што последниве 15-20 години добиваме негативни извештаи од Европската унија, особено за јавниот сектор, за преструктурирањето на јавниот сектор, каде што исто и ова партија што победи сега во кампањата кажува дека ќе рационализират, ќе смалат јавниот сектор, јавната администрација, особено министерствата, и сега наеднаш се иде со 4 нови министерства. Тоа не е реформски зафат, да се разбереме. Тоа е, мислам, по мене едно шнајдерско прекројување на постоечките министерства, бидејќи ние имавме негативни искуства во поглед на ваков начин на кроење на владата. 98 година, првата влада кога ја направи ВМРО, исто така направија, додадоа министерства, но исто на овој начин. Значи, без да се направи некоја функционална анализа, без надлежностите да се разграничат меѓу министерствата, и сега тогаш, например, имавме Министерство за транспорт, просторно планирање, урбанизам и така натака, тоа се подели, односно од него произлезе просторно планирање и екологија испадна ново министерство, со тоа што на новото министерство старите надлежности останаа у постоечкото транспорт и врски, а на новото министерство му дадоа екологија и просторно планирање без надлежности. И едноставно ние од 98 и потоа 99-та кога почнаа да се носат стратегии за реформа на јавната администрација и најрак рана на зошто не сите реформи не успеваа. Не успеваа реформите само ради тоа што имаме преклопување или триплицирање на исти надлежности. Имате неколку министерства, например, земете вода. Водата треба да ја контролира, има Министерство за земјоделие, шумарство, водостопанство, па имаме Министерство за здравство, квалитетот на водата, па Министерството за транспорт и врски кој што дивестирање на водата, па Министерство за локална самоуправа и така. Имаме 4-5 министерства кои што формално правно имаат надлежности да се грижат за квалитетот на водата, да не се загадува и така натака, а фактички еве гледате езерата, реките, изворите што ги имаме на кое дередже ни се сведува. Така што најтешко е сега веќе кога ќе формирате орган, не му давате надлежности, тој нормално сам ќе измисли некои надлежности. Тоа е убитието на органите на управата сами да се измислуваат надлежности за да обстане, за да постои, а овој другиот орган што ги имал поранешните надлежности не ги дава. И веќе тука имаме дуплирање и затоа имаме толкова голема администрација. Тоа е огромна администрација без направена функционална анализа и без сега веќе не можеме не ќе може да се најде точно да се лоцира одговорноста за одредена состојба, бидејќи органите на управата се формирани за одредени состојби, за одредена територија, за одредени функции и ако има повеќе органи со такви слични функции, ве утре не можете да лоцирате кој е надлежен за оваа работа, еве како за ѕидото овдека, дали општина центар, дали градско собрание, дали Министерство за здравство и така натака и ѕидом паѓа.
и некого може и да повреди. И еве сега дебата се води и сега ЦУК наоѓа Центар за управување со крв, ЦУК тој медијатор да ги убеди да земат зидот паѓа, има подземни води и така натака. Сите не е наша надлежност. Тоа е типично, истото ќе се случи и со овие нови органи утре. Бидејќи, знаете, ја тоа го предавам, тоа е наука. Управно право, административно право, јавна администрација, има одредени принципи врз основа на кои, ако сакате вие да правите нова организација, има реален принцип, има функционален принцип, териториален принцип, финансов принцип, персонален, дали имате луѓето да вршат таа работа. Ако ги земете сите тие принципи, ако ги споите, ако ги измешате и ќе видите функционално дали може во Министерство за надворешни работи да биде и надворешна трговија, чисто дипломатија, политика со економија. Или, например, Министерство за култура, една посебна дејност од значење за државата, вие да го ставите економска категорија туризмот и така натака ова што. Тоа се гледа дека е вештачки. И тоа нема да заживее али во иднина ќе прави големи проблеми. Кога ќе почнат повторно да се прават реформи, кога ќе почне да се разграничат функциите, то прво повторно главата ќе не боли. Ние 20 години од 98 25 години не можевме таа реорганизација да ја надминеме, сега оваа па за наредни 40 години ќе си имаме проблем. А и на крајава и компаративно ако земете, тука имаме сега ќе имаме ние балканска влада, тоа меракли сме Србија, Босна и така натака. Или ја што би рекол африкански влади, они, значи, каде што демократијата, каде што има помалце демократија, каде што е посиромашна држава, тогаш има многу министерства. Една Англија има 13, една Франција има 14 ресори. Пазете, Франција, Германија, ние со 1.200.000 колку не останавме ондека, 20 ресори, па министри без портфел или без новчани, конија што тоа што само кај нас ги имаме, во други земји ги нема, па заменици председатели и така натака, една влада 25 час ќе биде. Мислам дека ако сакаме вистинска, рационална влада, ако сакаме да штедиме, ако сакаме реформи да правиме, до што Европа сигурно ќе ни укаже на таа работа, требаше по мене, или да суштински да се направи вистинска реформа, да се консултираше науката и да се види кои се облиците како компаративно да се земе, а не вака, и да се очекуваат добри резултати. По правило се прави на почеток на мандат, тоа е точно, но може и во текот на мандат, ако имаат 80 пратеника, мислам двотретинско мнозинство, тогаш во секое време може да се направи. Сепак законот се изгласа со двотретинско мнозинство. Ако зборуваме дека воопшто научната фела не била консултирана, или пак можеби самата партија која сега е на власт може да се оправда дека имале некого, или која е идејата што стои позади ваква организација. Во критиката доаѓа можеби повеќе на сметка затоа што во јавноста се добива перцепција дека повеќе се работи за заткулисни политички игри и покрај тоа што е изгласано со двотретинско мнозинство во собранието, отколку некој навистина да седнал и да направил на ваков тип анализа како што вие зборувате. Кој е вашето мислење, став? Кај нас последниве 30 години се е пазар, политички пазар. Нема кај нас политички морал, носителите на функциите. Не се залагаат за некои политички принципи, што и политика е наука, да се разбереме, а не ова како што ми ја аплицираме. Тоа е све на пазар се сведува. Сега, например, зошто не се укинат замениците министри? Нигде во светот нема заменици министри. Тоа е политички пазар. Овамо ќе биде министер мој, вие ќе дадете ваш. Вамо ќе биде државен секретар мој, вие ќе дадете овој. Овој ќе да заменици министри нема потреба.
ако се стават, треба помошници министри кои што ќе бидат врхушката на јавната администрација, на хиерархијата. Тие ќе бидат постојани, перманентни. И овој прелаз на власта од една во друга, сега кај нас кој ќе влезете у министерство, министер, заменик, државен секретар, сите тоа метла до портирот, што би се рекло. Цел спрат сега, например, кај што е министерот, цел спрат ќе се испразни. Нови шефови на кабинети, она и така натак. Али помошникот министер, тој треба секаде ги има. Во Англија се нарекуваат перманентни министри, во Франција генерални секретари, кои што тие трансферот на власта, старата, новата власт, тие обезбедуваат нешто што е сработено. Тие им кажуваат на новиве, до сега имаме тоа. Некој кај нас влегуваат, ги бришат компјутерите. Све, нула, ништо да не постои, ни еден файл во компјутер. Тоа го нема. Тоа се 4-5 години имало закони, пруги, прописи и така натак. И сега нанаш, ја победувам, од мене почиња, па во иднина. Тоа што било не. Видите, ние минатото не можеме да го смениме, да се разбереме. Ние треба да ја градиме иднината, но мора да се учиме и од минатото. Нешто што останало, тоа треба да го адаптираме, а за тоа ни треба луѓе. А тие така наречени, повторам, или постојани, или перманентни, или генерални секретари, или како ќе ги наречеме, тоа е веќе ирелевантно. Битно транзицијата на власта и транзицијата на длежностите да се обезбедат. Ние тоа го нема. Ние тоа го преме после 4 години по право, 4 која политичка провиненција, да се чистат министерствата. Тоа е, ние не сме толку богата држава на тој начин да аплицираме власта и политиката. Тогаш во таа насока и тоа таквото политичко пазарење што го спомнате, дали тогаш можеме да зборуваме дека учеството на политичките представници во владата е символично и формално, или навистина тие се таму затоа што се резултат на некој политички диалог во правец и на завршување, на функционално завршување на работата, нели, во однос на тоа што е улогата на владата, меѓутоа и на правната застапеност на сите етнички, да речеме, заедници во највисокото извршно тело на државата. Значи, ако тие не се грижат за овој административен дел како што треба, дали можеме да зборуваме дека овој, ајде, ќе си дозволам човечки аспект да зборуваме? Видите, ние по правило кај нас, ако ја земете согласно законските прописи, министер политика, заменик министер политички, државниот секретар од вработените, од раководните државни службеници, раководител на сектор или државен советник, раководител на одделение, помошник раководител на сектор, еден се одбира, министер или владата одбира еден и ќе остави државен секретар. Кој ќе истече функцијата, ќе се врати нисто. Така треба да биде. Ние другачие работиме. Ние, например, доаѓа министер, политика, доаѓа заменик министер, можда и уопште немаат функционално нити образование за таа дејност, но ќе го стават. Државен секретар ќе донесат од друго место и сега почнува пазарењето и за понини, например, имате управа за имотно-правни односи, управа за јавни приходи, царинска управа и така натаму, веќе и тие се поделени. Ние идеме, например, еве ги овие коалициониот партнер вреди, како се вика, ние ќе добиеме 60-70 директорски места веќе оно. А сите тие директор на јавно предпријатие, директор на јавна установа, на болница и така натаму, тие места се со конкурс. Има закон за јавни предпријатија, има закон за здравство, има закон за установи и така натаму. И сега наместо конкурсот да се почитува, бидејќи треба стручни и компетентни, нели сакаме мерит систем, соодветни луѓе, и они сега сите ќе ги назначат веде. Тоа е наша измишлјотина, само у Македонија тоа се прави. Сите ќе бидат веде. Дури имавме ми од претходнава влада, 7 години еден човек да биде веде на јавно предпријатие.
Бидејќи не ги исполнува условите, не распишуваат конкурс, бидејќи ќе се јави некој што ги исполнува, и овие само на 6 месеци веде, и цел мандат си го изгора како веде. Исто и овие се. Сега ќе ги стават веде, ќе распишат конкурс, а ако ги исполнува овој што е веде условите, ќе конкурира, ќе го изберат, а ако не ги исполнува случај, нема да конкурс и тој ќе се остане веде. И и сега, например, премиерот, предпоставувам мандатор, он поима нема кои се тие од другите политички провиниенци, он си ги знае своите. И сега, например, тамо ќе стават и Шуто, и Рогато, и било кој, дали има соодветно или не соодветно, и тие сите институции, сепак имаме ние 1320, колку има органи кои што избрани, именувани луѓе, кои што се вртат низ држава. Еве и се најавува 10% да се намалат, без разлика. Ние законите мораме да ги почитуваме. Законот за стручно и компетентно не може некој со физкултура да биде заменски директор у здравство или некој со несоодветно образование да биде, или некој во железница што нема врска со железница, културолошки студии завршил, директор на железница и така натаму. Карикирам малце, али сакам да кажам, такви ги стават, нема други кадри и ќе го стави, или на Уманав, како што имавме еве сега, еве 6 месеци добија актерите тамо, и напад на службено лице 6 месеци. Се пазете, обичен човек иде, ако е така службено лице, еве гледам пред вас овде стои полиција, удари по еден шамар на сите на полицајците, 6 месеци затвор ќе добие, условно ќе добиете и готово. Тоа е службено лице, и ово е службено лице, контролор на летање. Не, и јавно обвинителство, и судството одма паѓа. Народот гледа. Ако некој украл 10-15 милиона евра, не иде во затвор. Ако украде 2 марули, ќе го осудат у затвор да оди. Тука правна држава се прави ако навистина се почитува правото. И доследно треба да се почитува правото, а не на овој начин. И затоа ми имаме граѓани од прв, граѓани од втор ред и така натака и така. А се тоа компонирано во рамките, еве сега као што се компонира власта, мислам дека некомпетентни луѓе ќе дојдат за политички оддел, не можам да коментирам, тоа е веќе политичките партии, али оној стручни оддел што е Лавовски оддел, кој што треба да ги носи реформите и треба да обавува функцијата, мислам со тоа преку веде се разводнуваат законските норми и затоа доаѓаме до ова, да рече, гледате колапс здравство, колапс имаме железници, колапс енергетски систем, колапс образование, секаде колапс. Една матура не можеме да спроведеме, одма Вибер група 7.000 деца препишуваат тестоите, им ги поделили натака. Сакам да кажам, системот ни затајува, затоа што немаме вистински луѓе на вистински места. Тогаш, ако не можеме да збориме за правна држава во вистинска смисла на зборот, зашто би зборувале за правна застапеност на етничките заедници во таа насока? Меѓутоа, новата влада планира да има министерство за декадата на ромите, за ромската заедница. Тоа е плюс новото министерство. Ја колку што знам, од увек имало од ромска партија, од увек имало министер без ресор, ставале од ромските партии, од секогаш имало, дали е коалиционен партнер или не знам, мислам, со реална политика, со овие политичките партии не сум запознат, но секој пат имало и добро е, еве, да се даде значењето дека, но која ќе му биде неговата функција и како ќе аплицира власта, тоа веќе ќе видиме, како ќе во реалниот живот, како ќе се залагаат за навистина ромите и животниот стандард и инклузивноста нивна во сите општествени токови во државата, како ќе се остварува. Зборувавме за реорганизацијата на владата, зборувавте и за тоа како би кои се всушност предизвиците за нејзина функционалност и дали воопшто би можела да функционира со сите оние предизвици кои што ги носи. Ако го протолкуваме ова како еден експеримент кој не е прв од ваков вид, дали новата влада има доволно време да ги види резултатите од ваквото експериментирање и ваквото креирање на формирање на влада? Видете, ако се успее да
сите министри, бидејќи 3 политички фактори ја прават владата, да одговараат на премиерот. За жал, до сега во Македонија практиката покажува друго, дека секој си одговара на својот политички лидер, на својот поглавица. Они не ме интересира премиерот, мене политичката партија што ме ставила, ја на тој лидер одговарам. Ако се успее да една кохерентност да се направи во рамките на владата и сите да слушаат еден, бидејќи тој е прај министер, значи премиерот, тогаш може да се барем горе-доле да се очекува некое функционално работење на владата. Но ако се остави секој на својот ресор, да си владее во својот ресор, да го полни со партиски кадри министерството и така натака, да одговара на својот политички лидер, а не на премиерот, мислам дека повторувам, до сега беше лоша практиката. Како сега ќе се успее, ќе видиме, но во услови на големен број министерства, иако најбитните министерства, за волја на вистината, владеачката партија ги задржа тие што се најбитните, што би се рекле државни министерства, али во секој случај тие би требало да бидат лојални кон премиерот и дека би требало функционално да се единство да имаат во остварување на своите функции, но ќе видиме. А практиката до сега секој пат демантирала дека штом почне владата, штом се поделат ресорите и секој си почиња да си пее своја песна, а не да се као еден хор, што би се рекло, кај што еден е диригентот, треба премиерот да биде диригент. Бидејќи секаде во светот, да се разбереме, у Франција и согласно на уставот, премиерот е шеф на јавниот сектор, на администрацијата, шеф. Во која да земете земја, тој. Кај нас, за жал, он е шеф на своите на министрите од својата политичка провиниенција, од другите, барем до сега не беше така. А како ќе видиме? Тогаш, кои ни се перспективите? Еве, оваа влада треба да изгора 4 години. Дали ќе успее тоа да го направи со ваквиот начин? Кој е вашиот став и мислење? Што не очекува перспективно? Јас, дај Боже да ме демантираат. Јас кажувам, во моментот перцепцијата како се составува влада, поготово пониските ешалони, пак си иде по партиски, на вас толку еден корпус на директорски места, вас толку корпус, вас толку министерства, до сега во составот на владата све ми личи како на стариот, како порано што се работело. Дали нешто ново ќе се уведе, ќе видим. Дали тоа ќе има влијание на нашите интеграции или нашите аспирации за влез во ЕУ и па во таа насока и што ќе се прави со уставните измени? Уставните измени ќе биде рак рана на оваа влада, очигледно, бидејќи факт е, барем по изјавите што ги слушаме, многу тешко, мислам, многу лесно може мнозинство да добијат. Второ, гледам внатре во владата, барем албанскиот корпус што влегува, они као најавува во рок од 6 месеци, ако не се измени, не ги внесеме бугарите, не се измени уставот и да почнат вистински проговори со Европа, дека ќе ја напуштат владата. Дали ќе обстанат на ова свое ветување и кажано, тоа ќе видиме. Но во секој случај мислам дека да се земе нова рамка за преговори, да се направи, мислам дека во услови кога имате еден договор зад кој стои француски предлог, условно речено, али ние го имаме подпишано, основен услов е да влезат бугарите, ако се може да се испреговара нешто друго, ја тоа не верувам, евентуално ако може барем да се смени уставот, али со една додатна резерва, кога би влегле у таа одредба за бугарите, да биде ефектуирана кога ќе влеземе во Европа. Условно речено, да бидат уставните измени условни.
али не верувам, бидејќи еви гледаме и сега како реагира и американците и Бајден и Макрон во поглед на употребата на уставното име, како, мислам, многу жестоко реагираат со дипломатски речник. Тоа е фактички ултиматум, или ќе почитувате Преспанскиот договор, или што барате и во НАТО и как европските аспирации ќе ви ги ставиме под прашање, дали ќе се остваруваат и не. Мислам дека очигледно Европската унија, Охридскиот договор веќе е колоквиран, Преспанскиот и овој што е со Бугаријата за пристапните преговори, они го смета за завршена работа, така што било која политичка провиненција кај нас што ќе дојде на, дали им се свиѓа или не, очигледно ќе мора да се прифати, ако сакаме нормално да имаме овие евроатлантски аспирации. Затоа што ако по мене само нашата иднина е само во Европа. Еве гледате сега дури како се иде две земји кои што по третина од територијата не ја менаџираат, и Украина и Молдавија, веќе одма им даваат да почнат преговори за влез во Европска унија и така натака, кои што нас ни бараат, што би се рекло, и игла во сеното, ани тоа е така се испреговарало, толку сме значајни очигледно геостратешки и отприлика толку сме, за 1.200.000, толку ќе не рачунат ние формално. Ако кажуваме дека сме 2 милиона, ама еви на избориве се гледа колку идат луѓе, колку се резиденти, што би се рекло, тука живеат, колку се во странство, и овој одлив на млади кадри кои што масовно екзодус фактички се во Европа, и особено и европскиве земји, еве гледам Германија што отвори, Словенија перманентно гледам за наши деца има стипендии, им даваат стипендии, сместување во домови студентски, бесплатно високо образование, и по правило барем 90% не се враќаат, остануваат тоа. Тоа е, знаете што вие го школувате некој основно средно образование, го праќате у Словенија, ќе заврши 4 години факултет и готов стручњак, готов човек им давате во нивниот економски, обштествен живот една инекција свежа крв. Хрватска, еве гледате, они сега ради туризмот, али све е отворено, отворени се вратите за младиве кадри. Дали се високо квалификуван кадар со високо образование или без високо образование, значи за сите има можност. Порано се знаеше, иде за конобари, за кувари, собарки и така. Сега веќе идат лекари, идат медицински сестри, идат IT стручњаци, па дури и моиве правници, да гледам, нашата диплома е призната, има многу од мои бивши студенти кои што работат на Западна Европа, работат адвокатски канцелари, бидејќи се призната диплома, се признаваат испитите се и сосема рамноправно работат во западноевропските земји.